Како што видивме на самиот почеток на емисијата, ќе се преселиме со нашиот тест во Франција. Ница и Кот Азур се познати по својот раскош, убавина и престиж, а Дачија не случајно го избра овој дел на Франција за да го лансира својот нов модел Джогер. Како што велат од таборот на производителот, тој е првиот модел на Дачија кој е припадник на C-сегментот, но се уште не го носи новиот знак на Дачија, бидејќи тој ќе дојде на сцена до крајот на годинава. 7 седишта и избор само на 2 мотори. Од 1 литар тоа е бензинец и мотор кој може да иде и на течен газ. Има многу информации за Dacia Duster. Да почнеме од почеток. Со представувањето на својот трет новитет во последните 8 месеци, Dacia покажува дека не е подготвена само да ја обновува својата гама, туку и да ја проширува. Со доаѓањето на Джогер почнува нова ера во Dacia, бидејќи за прв пат со него влегува во компактната класа. Со позајмена основа од Renault Clio и Captur, Джогер бележи повеќе од 4,5 метри должина, па затоа во неговата внатрешност може да се сместат и до 7 патници. На прв поглед се гледа дека во Джогер Dacia вложи многу од своето знаење, но и од размената на знаењата со принципалот Рено. Па, во внатрешноста се гледа типичната Dacia ориентираност. Солидни материјали, солиден дизајн, но со пристапна цена, што е и основната мисија на Dacia. Во основната изведба Джогер доаѓа со 5 седишта, но оној кој има потреба од 7 седишта може да ги добие со доплата од околу 800 евра. Dacia Джогер според дизајнот делува на мини моноволумец, но поради растојанието од тлото од 20 см, тој има и теренска појава. Со погон само на предните тркала, впарен е со 6 степен мануелен менувач кој движи 2 1-литарски мотори. Едниот е бензински, додека другиот ја користи комбинацијата на бензин и на плин, што е многу интересно, бидејќи од понудата на Dacia исфрлен е дизелот за моделот Джогер. Интересно е што Dacia го представува овој модел без никаква електрификација. Таа ќе дојде во форма на хибриден погон кога го користи Рено, но во текот на втората половина на 2023 година. Што нуди Джогер? Со влегувањето во внатрешноста се чувствува дека се направени многу подобрувања. Прво во седењето. Возачот има добра позиција, додека оние што седат на задните седишта имаат повисока точка на седење, па така прегледноста е поголема. Тоа продолжува и доколку го имате и третиот ред на седишта, бидејќи тие имаат висока позиција. Па може да се избегне непријатното чувство кога се возите на задниот, односно третиот ред седишта. Првиот впечаток што го остава Dacia Джогер е сосема позитивен, бидејќи се гледа главната ориентација на овој модел, да биде семеен, да има задоволителни возни својства и да има многу простор во внатрешноста. Покрај 1890 литри кои може да се сместат во
Гепекот на джогер има и во кабината доста простор за одложување на ситни предмети, но и поголеми шишиња. Вкупно 23 литра. Но амбиентот е уште поубав бидејќи во него преовладува и технологијата. Не може да кажеме дека има извонредни конективни системи и навигација, но мора да напоменам дека тие функционираат извонредно, имаат одлична графика и може лесно да се впарат со мобилен телефон преку кого исто така можете да ги контролирате сите функции на конективниот систем. Во текот на дводневните возења имав можност да ги возам изведбите со двата мотора. Првиот, бензинец од 1 литар, развива 101 конјска сила. Тој е направен лесно да ја движи каросеријата и да биде штедлив. Ако ги гледате бројките, тогаш можеби ќе ви звучи чудно ова што го зборувам. Но овој мотор е сосема добро димензиониран за користење во урбани средини, но и за автопат, бидејќи без никаков проблем ја одржува пропишаната брзина, која овде во Франција е помеѓу 110 и 130 км на час. Изведбата со фабрички вграден плин исто така остава добар впечаток. Не е силна како чистокрвниот бензинец, има 10 конски сили помалку, но сосема пристојно ја движи каросеријата во сите услови. Поентата на оваа изведба е да не загадува, но и да биде многу економична. А тоа е овозможено со просечна потрошувачка, барем јас колку што забележав на борд компјутерот, од 7,1 литар. Зборам за возење во комбинирани услови, за искачување во Алпите, каде што возев, но и за возење на автопат. Dacia досега има произведено 7,5 милиони возила, додека е под диригентската палка на Рено. Покажа дека вложувањето на Рено е исплатливо. Покажа дека за овие 2 децении, нешто повеќе од 2 децении, можно е да се направи квантен скок. Квантниот скок Dacia го направи со Duster, а секако дека ќе го продолжи и со Jogger. Dacia Jogger ги исполнува сите очекувања. Можеби има малку погруба пластика, можеби има некои поевтини солуции, но функционалноста е на огромно ниво. Цената би требала да биде нешто над 13.500 евра во Македонија, мада немојте да ме фаќате за збор, бидејќи се уште немам официјален податок. Но би требало да ја видиме Dacia Jogger при крајот на март месец во Македонија, можеби и средината на април. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Се гледаме за 7 дена. До гледање.